граѓани и жители на општина Центар, на Скопје и на цела Република Македонија. И денеска ВМРО ДПМН го повтори она што го правеше во текот на целокупниот тек на предизборната и изборната кампања. Денеска дури и се надмина. Вчера вечер и утринава се обидоа да ги изманипулираат, излажат граѓаните дека денеска во Центар нема избори, дека ќе се гласа следната недела. Пушта летоци со лажна содржина во наше име, со негативна кампања за нашиот кандидат. Се надмина вандализирајќи ги зградите на жителите на општина Центар. Ги шкрта со спреови, со лакови, нивните ходници, врати, урбани качиња. Она што мислеме дека ниту една партија не може да го замисли, тие го направија. Ја исекоа струјата, ја исклучија струјата, за да жителите во општина Центар во многу згради не можат да одат на гласање. И на тоа не застана, дури на некои места имаше и вандализам на автомобилите, бушејќи ги гумите на жителите на општина Центар. И тука не застана. Продолжија со нивното добро проверено сценарио, носејќи ги фантомските гласачи од пустец, на организиран начин, со претовар, далеко од очите на јавноста, мислејќи дека на тој начин ќе изманипулираат волјата на граѓаните на општина Центар. И на крај, граѓаните на Центар видоа дека на многу избирачки места со масовното присуство на полицијата имаше буквална обсада. Не успеа првиот пат, не успеа вториот пат, не успеа и третиот и конечно и во првиот наврат победивме, и во вториот пат победивме, и во третиот и последен пат Андреј Жерновски Центар. Со најубедлива разлика до сега, до овој момент, со нашите проценки, со над 2500 гласа. Потаму, конечно, по трет круг на гласање општина Центар го доби новиот, вистинскиот, подобриот и убедени сме најдобриот градоначалник. Граѓаните на општина Центар во срцето на градот ја поразија централната политика на Никола Груевски и од тука ќе започне и неговиот дефинитивен пат. А сега чест ми е да го најавам идниот градоначалник на општина. Добро, не е едноставно потребно да се добиват честни. Сакам се разбира прво вам, да ви се заблагодарам на сите членови симпатизери на нашата коалиција, која што навистина 24 часа работевте за оваа заслужена победа што денеска потврдивте. На сите пратеници наши од опозицијата, кои што буквално сите беа контролори, чувари на победата и не дозволија со фалшификат да се промени волјата на граѓаните. На сите пратеници благодарам од се срце. Благодарам на дипломатскиот кор кој што прати јасна порака дека нема дозволи во Македонија со фалшификат да завршат овие избори. Овие избори од почеток, од првиот круг во цела Македонија беа обележени со фалшификат, но јасно со своето присуство кажа дека овој пат нема да го дозволат. И се разбира најмногу, сакам да се заблагодарам на граѓаните на Центар, кои што не еднаш, не два пати, три пати излегоа за јасно да покажат својата волја. Во првиот круг наш политички противник беше господин Тодорович. Во вториот круг наш политички противник беше премиерот Груевски. Овој пат противник на власта не бевме ние, противник на власта беше граѓаните, односно граѓаните на општина Центар, кои што потврдија дека не може ниту ова власт, ниту било која власт да ја промени јасно изразената волја на граѓаните. Центар докажа до крај дека ниту може да биде подкупен, ниту може да биде уплашен. Ова е победа која што припаѓа на граѓаните. Порака не само од оваа влада, до сите идни влади, дека тој што трнал против волјата на граѓаните,
ќе заврши на крај уште поубедливо пораз. Во овие избирачки места, во првиот круг победивме со 1500 гласа разлика, денеска вечер победивме со 3000 гласа разлика. Без полицијата да ги пушти децата. Да му се заблагодарам за прашањата беше редовно од страна на Бранко до каде си, како напредува. И тоа беше тој заеднички тимска заложба што доведе до оваа победа. На крај, уште една благодарност до граѓаните на Центар. Имаме нов градоначалник, утре почнуваме со работа. Сакам вече да го потврдам. Падна конечно оној мит за непобедливоста на ВМРО ДПМН. Ова ќе иде почеток на нивниот пораз.